Недоразбирањата меѓу двете крила во ДУИ, предводени од Артан Груби и од Изет Меджити, се надминати. Ваков впечаток сака да остави раководството на партијата, кое за време на викендот цели 8 часа ги пеглаше разликите во рамки на седницата на претседателството. Во политичките кругови се очекува внатрепартиската врева да се стиши, бидејќи наближуваат локални избори за кои е потребно единство. Аналитичарите говорат за две можни сценарија. Сите овие гласини може да бидат и дел од политичката стратегија на ДУИ, кој сака вниманието или некој пиар трик на ДУИ за повлекување на вниманието од реалните проблеми со кои се соочува и владата и целата ситуација, да се наметнува во овие кавги, меѓусебни кавги внатре во ДУИ. Вториот агол на гледање е поврзан со можноста за заминување на Ахмети во политичка пензија. Иако сите фракции му се лојални, прашање е која би ја задржала неговата обединувачка улога. Сега во овој момент кога станува очигледно дека Ахмети се подготвува да заминува од политиката, што би било најлогичниот и најнормалниот процес на неговата политичка кариера, е процесот на изнаоѓање на тој лидер кој би можел да ги држи сите овие фракции заедно. Така да и ова може да биде еден тест за мерење на теренот, колку Меджити или неговото крило би можело да биде замена за водството, лидерството на Ахмети. Разногласието во ДУИ не се појавува за прв пат. Пратеникот Арбен Зибери вели дека сега партијата е уште посилна и покомпактна. ДУИ е демократска партија, каде што сигурно се дозволува и поинако мислење и затоа толку време на политичката сцена е прва партија кај албанците, зашто се дозволува и други мислења во рамки на партијата, но на крајот сигурно со заеднички консензус се решават работите. Поради отсуство на Изет Меджити и уште двајца пратеници, собранието немаше кворум цел месец. Меджити е познат како теренски активист со големо влијание врз членството. Не ја крие близината со Муса Џафери и Блерин Беџети, но и внатре партиското незадоволство од Артан Груби, за кого најавува интерпелација.